Се работи грб. Нешто подобар доручок од вчера. Верувам дека ова го правам добро. Вчера имав замерка што не сум внел доволно јаглехидрати. Денеска ете главните јаглехидрати беа пред тренинг. Осеќам дека тренингот ќе помине со јак интензитет, баш поради овој оброк што сега го имав. Нешто ситно. Месо заедно со компири и лепиња. Супер сетови, повторно ќе има и дроп сетови. Основна вежба која ќе оставам да истера ќе бидат веслањата и дедлифтот. Па ќе видиме како ќе се одвие овој тренинг. Очекувам добри резултати. Уживајте во видеото. Малку се закочив во зборењето за прогресот на девојките, некој најде да преминеме на тренингот. Денеска во видео ќе ги уфрлам само еден од двата суперсета исто кои ќе бидат за грб. Супер серии од пуловер на јаже и хемер роу. Зашто? Бидејќи пуловерот на јаже ќе ми даде волумен на грбот, хемеровот ќе ми даде дополнителен волумен плюс сила. Со што ете, мислам дека ќе биде една супер комбинација да се стави во овој тренинг со оглед на тоа што сум на кат. Вежбите ќе останат исти, дроп серијата ќе се работи кај лат пулдаунот, сумо дедлифтот или конвеншнал ќе видам, или пак и заедно со веслањето ќе останат основни, нема да се менуваат и тоа би било тоа. Уназад претходните 2 дена поставив едни интересни трансформации на мојот профил. Ако не заборавам, стварно ќе ги оставам на крајот видеото пред или после позирањето. Интересно што двете беа долгорочни, ништо не се постигнува преку ноќ. Едната девојка го оствари тој прогрес за 7 месеци, другата го оствари за 1 година. Програмата по која што вежба ја направив јас уште од пред година дена, кога не бев толку искусен, си реков не е ова сигурно некоја толку тешка работа да се прави, со мало истражување, неколку дена по 2 сати посветив на тоа, не викам не беше баш едноставно. Ја склопив, видов дека првото девојче почнува да има прогрес и ја проставив уште една моја другарка и видов дека тие остварија супер прогрес, без суплементи, без никакви додатоци, а се нормално жени. Нема доволно ниво тестостерон за да градат мускул толку брзо. Може би затоа програмот малку поспоро почна да работи, но целта ми е да покажам дека со доволна волја и желба за нештото може да се постигне секога. Едни девојки успеат да изградат, да набацат по десетина кила, од кои 5 до 6 беа мускулна маса за толку кратко време. Тоа е стварно интересно и звучи невозможно без додатни хемии, но ете возможно. Пак ќе кажам, целта на ова ми беше да некој кој ќе го види ова, слушне ова, дали тоа ќе бидат 100, 200, 300 или 10 души, барем еден ако си каже дај да направам нешто и јас за себе да сменам нешто, не мора да е во вежбање, во било што друго. Јас сум успел, сум мотивирал некој да се смени и да тргне на подобро, што е и многу него и повеќе од доволното со што ја постигнав.
пампот на самиот крај од видеото не беше толку најсјаен, споради проста причина што не сум доволно наеден, не кревав доволно онака како што замислував дека ќе кревам. И самото тоа доведе до полош памп, односно памтам еднаш кај еден многу добар човек ми каже дека да бидам среќен и воопшто ако добивам памп на денови кога ќе катнувам. Еве сега гледам дека тоа стварно било така, иако не верував во почетокот. Но како и да е, тренингот помина супер. Овој тежок, напорен тренинг. Со оглед на тоа што како јадам и што добивам совети, мислам дека ќе го промашам катот да не ги катнам маслите, туку мускулите. Се шалам, тоа нема да се случи. Не сум до толку неискусен во ова, но тренингот се одвиваше, пак ќе кажам, исто и лесно и тешко. Лесно, пошто имам волја, тешко, пошто стварно не можев да кревам многу. Беше потрпно, мачно со ова јадење. Немам толку сила, а килажите исто ги товарам, очигледно дека ќе треба да намалам на килажи. Двата супер сетови помина супер, 3 серии правев, ја снимив само 2 за да не биде тоа предолго. И сума сумаром на целиот тренинг заврши онака како што се очекуваше, без некакви повреди, потешкоти и слично. Хвала што ги гледавте и ова видео, лајкнете, субскрајбнете и се гледаме во наредното.